Тоа е прва пресконференција која што ја свикувам во својство на претседател на постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата како единствена уставно предвидена комисија. Сакам да укажам на обструкциите, односно на саботажата и на процесот кој што е досега невиден, а кој што се прави од пратениците на ДПМН и ЗНАМ. Имено добив допис од председателот дека 20 пратеници побарале од мене да свикам надзорна расправа за аерозагадувањето и моја деловничка и службена должност е по тоа да постапам. Така и направив и веќе сме во процес неповратен според мене на канење на 40 гости, од кои што имаме премиерот и двајца министри, 11 представници на јавни органи, потоа 6 градоначалници, 4 експерти и професори, 8 екоактивисти, 4 истражувачки новинари и 3 од приватен сектор. Се сомневаме дека овој каприц на прв пат, затоа што не им се допаѓал прво подпишаниот или председателот на комисијата, е досега без преседан во собранието на саботажа на вака важна тема. Се сомневаме на коруптивни интереси позади, затоа што за прв пат се поканети представници на цементара, кои во својство на сведоци ќе треба да одговараат за отпадот наводен кој што тие го согоруваат, и од тука, бидејќи тие фигурираат и како донатори кај градоначалниците на ДПМН, се сомневаме дека стојат бизнис релации позади обструкцијата на оваа расправа. Апелирам до спикерот Гаши, бидејќи Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања донесува незадолжително мислење, да не го послуша вчерашното мислење од комисијата, бидејќи тоа не е автентично толкување. Автентично толкување дава пленумот, и да не постапи по нивното мислење, односно да не го обструира овој процес, затоа што ќе се соочи со правни постапки. Кои се тие правни постапки? Прво, би побарале интердиктна заштита до Уставниот суд за спречување на политичко дејствување во собранието, нешто за што да ве потсетам, поранешниот уставен судија, сегашен пратеник Сали Мурати веќе доби еден таков кейс и зашто има преседан. Потоа ќе бараме поништување на ова мислење од страна на ДКСК, затоа што има судирни интереси кај председателот и гласач, а тоа е Миле Левков. И потоа на крајот ќе поднесеме и кривична пријава за спречување на службено лице во вршење на службено дејствие, затоа што ова што јас морам да го спроведам на 25-ти е моја деловничка и законска обврска, а не само право. Од тука апелирам уште еднаш до спикерот Гаши да не се дрзнува под никакви услови да посегнува кон поништување на легален процес на закажување на надзорна расправа, каде што степ бај степ се запазени сите процедурални чекори и активности. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете. Да, апсолутно мислам дека тоа е коалициски договор помеѓу Вреди и ДПМН. Законот забранителе никогаш да не стигне на дневен ред. Вчера беше приликата, ако комисијата вака промптно, како што за нас за надзорната расправа свика итна седница, Миле Левков го усвоеше тоа, или владеачкото мнозинство тоа го усвоеше како точка на дневен ред, тогаш ќе требаше да се толкува кој всушност е надлежен сега во отсуство на Или Редаути да ја свика таа седница. Според нас тоа е спикерот Гаши или некој пратеник кој тој ќе го именува согласно деловникот, но гледаме дека таму процесите се запрени и мислиме дека тоа е меѓукоалициски договор, тој закон никогаш да не стигне на дневен ред. Од приватниот сектор се поканети, мислите за приватен сектор или општо сите? Па вака, се поканети Христијан Мицковски, Изет Меджити, Сања Божиновска и Ане Лашковска од влада и министерства. Потоа се поканети државни инспекторати директори Ивана Гиновска, Игор Никовски, Дарко Блинков, Билјана Шуркова Манаскова, Каја Шукова, Бобан Николовски, Тони Петрушевски, значи од Рек Битола, од ЕСМ, од Топлификација Али Исмаил, потоа од Универзитетска клиника за пулмологија директорот Оливер Зафировски, Ненад Јосевски од Депонија Дрисла, потоа од единици на локална самоуправа се Данела Арсовска, Орце Ѓоргиевски како представник на ЗЕЛСИ општина Кисела Вода, Стефчо Екимовски од општина Карпош, Курто Дудуш од Шуто Ризари, бидејќи таму има диви депонии, Весна Огненовска Попов од град Скопје, раководител на инспекцијски надзор, советници од Советот на град Скопје, потоа од експерти и академска заедница поканети се Трајче Стафилов, професор на Природно-математички факултет во пензија кој се бави со загадување, и Дејан Мираковски, ректор на Универзитетот во Штип, кој исто така има студија за загадувањето. Потоа од неколку екоактивисти, значи од разни, од Велес, од Струмица и од Скопје.
и од приватен сектор, потоа истражувачки новинари кои што се бават со овие зелени теми, 4, и од приватен сектор се Константинос Николау од Цементарница Усија како извршен директор, Марио Брачи, исто така председател на одбор на директори неизвршен член од Цементара Усија, и Борис Хрисафов од неизвршен член на одбор на директори на Цементара Усија. Затоа што сметаме дека таму се прават манипулациите и нашиот сомнеше за тоа и затоа се повикани само ови. Но имаат право сите пратеници да ја прошират оваа листа, ова не е конечна листа. Поканете министерот. Изет Меджити поканете. Изет Меджити е поканет и Ане Лашковска е поканета и оваа за енергетика министеркава Сања Божиновска. Тие се поканети од влада. Но владата има право да достави и други, она кое што смета. За сега немаме информации кои имаат потврдено. Инаку за владини представници е задолжително присуството. Апсолутно има, уште денес има простор да ги викнеме оние кои што тие ги предложат. Значи ние сме отворени за тоа и ние не го бойкотиравме процесот, туку обратно е. Тие го бойкотираа и не дојдоа на таа задолжителна консултација која што е Деловнички институт. Апсолутно. Тргнувајќи од врвен приоритет, тоа е аерозагадувањето, според нас ова е чист каприц. Не знам кои им се мотивите и затоа сумњаме. Значи ние предпоставуваме дека се бизнис интереси позади. За да се оневозможи за прв пат во историјата да се дискутира на вака важна тема. Дали се тие вистинските мотиви, ние немаме цврсти докази, но имаме докази дека процесот, јас како председател сум го водел безпрекорно, согласно деловникот и од тука бојкотот на ДПМН и ЗНАМ е неочекуван дури и за нас. Согласно ингеренциите има 3 комисии кои имаат испреплетени надлежности, но во правото имате метод, тоа е кви приорес темпоре, потиорес јуре, кој е прв во времето, тој е посилен во правото. Во овој случај, овие 20 пратеници побарале од мене да ја водам таа комисија. Ако други 20 или минимум 15 или 60, не знам колку, побараат од друга комисија, нема никаков проблем да се одржи, но тоа ќе биде друга надзорна, а не оваа истата, ме разбират. Можеби со други гости или со друг председател и слично. Значи може на иста или на слична тема во друга комисија која што е сродна, апсолутно дека може. До сега само јас како председател на комисија имам поставено барање за заинтересирано работно тело, со комисијата тогаш беше за политички систем кај Пренчов и не најдов на одбор. Мислиме дека е смислена стратегијата да се саботираат комисиите, во случајов само една, тоа е мојата, кој што ги води Левица. Значи наидуваме на секакви отпори, дури и на вакви теми од јавен интерес, каде што покажуваме бонафиде пристап и добра волја да поканиме кои сакаат и да држиме оваа расправа, која што е суштинско значење, особено во зимските месеци. Ама видете, тоа е право на тие минимум 15 пратеници. Според новиот деловник има 2 начини на свикување надзорна расправа. Едниот е факултативен, преку иницијатива до работно тело кое што гласа. Во случајов е искористен вториот метод, а тоа е задолжителна надзорна расправа по барање на минимум 15. Тие 20 во случајов одлучиле јас да водам, затоа што има 3 испреплетени комисии. Од тука не можеме да им префрлиме за зло зошто така одлучиле. Прашите ги нив зошто така одлучиле. Јас сум должен да го спроведам тоа што ми е. Впрочем, мене ме обврзува и самиот Гаши. Тој ми го праќа дописот дека 20 пратеници од мене бараат да ја спроведам оваа надзорна расправа. И тоа веќе представува мое службено дејствие, ме разбирате? Јас сум должен тоа да го направам. Нема сакам неќе.